Претходно комунициравме, значи, со Анча Туфекчиева преку Facebook, искрено. И ми кажа, имам идеја, Ирина, дали ќе можеме заедно да реализираме. И ние ми требаше многу за да размислуваме, само се договоривме и те ова ги реализиравме во 2,5 недели. Значи, иницијатор е мајката на Верче со девојченце со Даунов синдром, Анча Туфекчиева. Предизвикот е многу голем, зашто имаме одговорна задача, бидејќи живееме нели во дискриминирачко и некој затворено општество. Мислам дека ние пренесуваме некаква порака каде што ги покажуваме некаков поинаков начин, ги покажуваме нивните способности и тоа нас не беше целта да им покажеме на ова општество дека тие се способни, само не им го даваме доволно просторот и времето. А јас мислам и вие како медиуми, на пример, да чувствувам дека има поголема потреба за простор на самите луѓе, повеќе емисии кои бидејќи нели како пренесувачи на таа порака, не треба само на 21 март да ја пренесеме таа порака дека овие деца заслужуваат внимание и поголем простор, докато секој ден треба да биде предизвик дека различноста е убава и дека тие се меѓу нас и треба да бидат интегрирани и треба да постои тотална инклузивност. Апсолутно од круцијално значење постојано да ги правиме овие напори, значи не се работи за една порака што се испраќа само во еден ден во годината, туку овакви залагања и вакви проекти треба да вистина да бидат почести. Самиот состав на овој тим од жени, како што кажа Ирена, го направивме таков затоа што сакавме да имаме малце поголем допир до медиумите и сметаме дека медиумските личности се тие што треба да придонесат за поголема афирмација на способностите на децата и на лицата со посебни потреби во општеството. И затоа работите се денеска и такви какви што се. Значи, со таа намера ја организиравме изложбата да биде од патувачки карактер. Затварањето нели ќе биде во Скопје и со тоа ќе се заокружи цел еден круг. Времето беше многу кратко, значи многу работа се заврши за многу кратко време. Во наредната година сакаме и на повеќе локации да има снимање, да биде малку поголем временското растојание да биде поголемо на излажување на фотографиите и мислам дека од тука натаму можеме да одиме само во награна линија.